Добар ден, криптоентузијасти. Имаме доста битно видео денес, со оглед на фактот дека требаше да разговараме за Monero, но очигледно тоа нема да се случи, поради тоа што имаме многу битни случувања на пазарот и тоа денеска најбитно случување на пазарот е затворањето на Silvergate групата, но мораме да објасниме што поточно уствари зашто е толку битно оваквото затварање на оваа банка, односно како Chokepoint 2.0 моментално резултираше со оно што моментално гледаме на пазарот, а тоа е голем пат. Сега, ќе дојдеме до тој сегмент подоцна, би сакал прво да ги напоменам сите други ситуации кои се случуваат во меѓувреме, за да разберете колку комплексна е оваа ситуација моментално и колку многу фактори играат во ваквиот страв кој што моментално се случува на пазарот. Значи, моментално имаме огромен страв на пазарот, огромен фат. Зошто е тоа така? Значи, сега ќе ги напоменеме сите почетни вести, со тоа што на крај ќе направиме и мала анализа за тоа каде се наоѓаме и што понатаму, но мораме прво да разбереме од каде се тоа доаѓа. Значи, првенствено сакам да разберете дека 90% од ова што моментално се случува на пазарот е фат. 90% од ова што се случува моментално на пазарот е притисок кој што доаѓа од големи играчи кои што имаат проблем со криптосферата и тоа во една држава, верували или не, еве ќе оставам на вас да погодите која е таа држава. Некогаш овде да ни помогне, нели, како и во оваа ситуација. Кој игра Red Alert знае каква е првиот трейлер во кој што русите доаѓаат и го рушат кипот на слободата. Многу ми се допаѓа, чисто да кажам. Па од кај знаете, може и ќе се случи еден ден. Но да се вратиме на самото видео. Значи, моментално има огромен фат во криптосекторот кој што доаѓа од различни сфери. Значи, ова не е исклучиво SEC или Fed или DOJ или не знам кој друг орган. Значи, ова се буквално сите овие органи кои што работат моментално во една цел, во една сврха, односно сите работат заедно за истата да ја постигнат. Сега, не можеме да кажеме дека Fed и неговото контролирање на money supply е поврзано директно со крипто, нормално, со оглед на фактот дека Федералната резерва има многу поголема и многу повидна работа во контролирање на оваа шарена тоалетна хартија, од разлика за од оние другиве кои што директно се насочени кон криптосекторот, но и ова многу делува на криптосекторот. Зошто? Затоа што делува директно на вредноста на долар. Веќе разговаравме за ова, нема да се враќаме назад. Сите оние кои што гледаат нашата анализа во текот на среда, каде што разговаравме подетално за тоа што моментално Федералната резерва прави, на некој начин она што моментално го кажа на Capitol Hill, односно каде што беше соочена со сенаторите во Америка. Значи, Джером Пауел најави дека ќе продолжи понатаму со rate hikes и тоа дури кажа дека ќе биде и побрзо и дека ќе биде повисок оној threshold каде што се очекува да се запре со rate hikes и да се остават овие rate hikes на полого време. Со тоа што проблемот во целата оваа ситуација е што ваквото делување на Федералната резерва делува и понатаму рестриктивно на целата политика и овој памп кој што го имав моментално од почетокот на годината, гледаме дека постепено почнува да се топи. Зошто е тоа така? Затоа што се повеќе ваквите rate hikes играат во зајакнување на доларот и намалување на неговата количина на пазарот, а со тоа ваквиот зајакнат долар нормално ги бутка надолу останатите валути, без разлика дали станува збор за криптовалути, дали станува збор за нормални други валути наспроти доларот, дали станува збор за акции. Значи, ваквото растење на доларот делува рестриктивно на целиот свет, не само во Америка, затоа што знаете и сами дека доларот е резервна валута. Така да во оваа ситуација тоа е првиот момент кој што го добивме пред само неколку дена. Оние, како што кажав, кои што не следат знаат. Значи, на 7 март овој дедово кажа пред Сенатот дека и понатаму ќе продолжи со rate hikes и дека оно што досега го кажале, така речено, не важи, моментално се прават нови проценки. Така да тоа е едно од поголемите проблеми кои што ги имаме моментално, кои што делува директно на криптосектор. Следно, да не забораваме дека во тек е она втора Chokepoint операција која што моментално е насочена исклучиво кон криптосектор. Со тоа што имаме различни сегменти од институциите во Америка кои што удираат на различни делови од криптосекторот. Односно, гледаме дека сето ова се случува во ист период на целата криптосфера.
Сега ќе покажеме неколку примери и ќе покажеме во кои се делови моментално тоа се случува, затоа што да не забораваме дека главниот механизам на choke point во првата ваква операција во 2013-2017 година е уствари да направите бизнисите кои што не ви се пожелни да не можат да дојдат до банкарски услуги, затоа што знаете и сами дека без банкарски услуги едноставно не може да функционирате во ова, да речем, моментално општество. Сега, затоа ќе навлеземе малку подоцна, тоа е главниот дел на видео денес, но прво мораме да напоменеме некои работи. Значи, знаете и сами, ова е жабокот Гери Генслер, кој што не е еден од омилените ликови по нашиот канал. Сега да погледнеме што досега е направено и да видиме според тоа што досега е направено, што понатаму планираат да направат, односно каде се тие различни сфери во кои што имаме удар. Значи, првиот, кој што веќе спомнавме, беше самиот Фед, кој што има удар врз целата економија, вклучувајќи го и криптосекторот. Односно, се додека Фед продолжи, ќе имаме намалување на инвестирање во ризични, да речем, капитални добра, како што е во случајот во криптосекторот, хартија од вредност и т.н. Сега, вториот дел, каде што моментално СЕК удри прво, беше директно врз менувачниците, каде што успеа да принуди Кракен да ги затвори своите стейкинг опции за американските граѓани, со тоа што плати некои 30 милиона, не е тоа битно, поентата е дека ова моментално може да се искористи како преседан да се нападат стейкинг опциите на било која менувачица во Америка. Значи, пред да продолжиме понатаму, јас верувам дека сега сите вие сте уплашени. Посебно оние кои што се нови на овој криптопазар. Значи, за оние кои што се малку постари, ова е као регуларно фиаско, ништо ново, но како и да е, нема да налегуваме во тоа, само вака ќе ви кажам. Верувајте ми, искуство во криптосекторот ќе ве доведе ваквите падови и растови да ги гледате као добро во ред. Веќе видено, веќе пробано од друга држава, од на друго место, од друга институција. Така да, пак ќе кажам, мене ова уопште не ме засега, затоа што на крајот од денот јас ви кажам дека сум инвеститор. Ова може само да ме принуди, ако цената и понатаму продолжи да паѓа, да ги искористам последните 10% кои што ги чувам за ваква ситуација. Така да, затоа ќе напоменам уште еднаш, тоа е поентата на криптосекторот, да бидете припремени за едната и за другата солуција, односно или горе или долу, и да бидете припремени во однос на тоа што планирате на долг рок. Се додека сте припремени што планирате на долг рок и додека долгорочно вашите цели не се промениле, нема причина ваков тип на фат да ви делува на оно што го правите. Зборувам за инвеститори, за трговците не можам да зборувам за тоа што секој има различен пристап кон овој пазар. Сега, овде ќе имаме преседан кој што моментално СЕК ќе се обиде да го искористи против други менувачници, меѓу кои најголемата Coinbase, која што веќе најави дека ќе се брани, но проблемот не е дека ќе се брани. Проблемот е дека и XRP се брани, односно Ripple, се извинувам, но случајот трае веќе цели 2 години. Така да, вас ако 2 години некој ви ги одземе од бизнисот и натера на некој начин сите оние кои се во бизнисот да ве избегнуваат за 2 години, тоа е на огромна штета на вас, затоа што знаете и сами дека има лимитирано време во кое што треба да го искористите растот на бул маркетот за да направите соодветен профит. Така да, она што јас го гледам моментално е дека доколку оваа операција продолжи понатаму, уште еднаш ќе напоменам, значи Coinbase може да биде нападнат следен, а тоа исто така ќе резултира со пад на пазарот, значи не е огромен, но пад на пазарот. Зошто е тоа така? Затоа што има и други опции, имате и други менувачици во Америка, но проблемот е што, уште еднаш ќе напоменам, ова нема да биде толку ефективно ако најголемиот дел од капиталот кој што е вложен во крипто и најголемите проекти во крипто се наоѓаат во Америка. Затоа и уште еднаш на крајот од ова мораме да напоменеме дека има еден голем silver lining за кој што ќе разговараме, односно дека има позитивна страна на сето ова што моментално се случува, која што само Америка не ја разбира. Но како и да е, битно е дека моментално се случува. Зошто го велам ова? Значи, знаете како ногте е најцрна пред изгревање на сонцето, па така и во оваа ситуација. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Сите овие работи кои што Америка ги прави, како што ги правеше Кина кога го забрани мајнингот и кога луѓето велеа дека тоа е тоа, сега чим Кина го забрани мајнингот на биткоин, тука завршува криптосекторот, биткоин ќе оди до нула. Што се случи? Комплетно спротивно, односно ваквата сфера се децентрализираше, се расшири низ целиот свет и моментално имаме многу по стабилен хешрейт и многу по да некој начин децентрализиран хешрейт низ целиот свет. Јас се надевам дека ќе продолжат да бидат идиоти како што секогаш се американците и дека на тој начин ќе принудат поголем дел од овие играчи
менувачници, проекти, луѓе кои што инвестираат да се отстранат самите себе си од оваа токсична земја и на тој начин да направат децентрализација и да ни помогнат на сите нас како сфера да продолжиме понатаму. Сега, рековме дека Coinbase е потенцијално следен за напад, но да не забораваме уште еднаш дека најголемите менувачници имаат своји представништва во Америка нормално, со тоа што не е единствена опција. Една од оние работи кои што успеав да ги промашам искрено, јас очекував дека има и многу различни банки кои што моментално даваат ваков тип на услуги, како што е Сен, за кој што ќе поразговарам малку подоцна, но овдека сум бил грешка, тоа го истражив, се обидов да најдам соодветни информации за да можам да ви го покажам тоа, како и да е. Битниот проблем во целата оваа ситуација е дека се тоа се случува на една територија, не низ целиот свет, туку на една територија и затоа може да доведе до соодветна децентрализација. Значи, како што кажеме, Coinbase може да биде потенцијално следен, значи имаме, уште едно да напоменем, Федералната резерва, која што го напаѓа целиот економски сектор во Америка, вклучувајќи и криптосекторот. Потоа имаме Chokepoint 2.0, кој што е исклучиво насочен на крипто, каде што првиот дел е SEC, односно Комисијата за хартија од вредност, да ги нападне директно менувачниците со цел да на некој начин го намали бројот на корисници, да намали бројот на трансакции, на капитал кој што влегува во овие да речам компании, во случајот затоа се сепак компании на крајот од денот, и следно е напад директно на проекти. Знаеме дека за тоа SEC е доста способен, значи во менувачниците го користи стейкингот како влезна врата, едноставно затоа што верува дека стейкингот е уствари хартија од вредност, самото тоа што вие стейкате фактички е хартија од вредност, нема логика, но како и да е. Значи тоа го користите како влезна врата и во иста ситуација го користи стейкингот и кога станува збор за да ги нападне и големите проекти, односно овдека сега зборуваме за вториот по големина проект, затоа што знаете и сами дека биткоин не може да биде нападнат, SEC тоа го призна самата. Така да, кој е следен? Следен е Ethereum. Напад на втората по големина валута нормално дека ќе резултира со пад на пазарот, затоа што во оваа ситуација, значи Федералната резерва се обидува да го искористи пак на некој начин моментот со Кракен, каде што сега ќе го користи тоа директно врз Ethereum, односно после Шангај апгрейдот во кој што луѓето ќе можат да направат withdrawal на своите Ethereum за кои што се моментално ставени во стейк. Очигледно Федералната резерва ќе може, Комисијата за хартија од вредност ќе може да го искористи овој момент затоа што и директно стейкање на Ethereum на самата Ethereum POS мрежа е уствари стейкинг. И ако успеал да докаже дека Кракен фактички користи securities, односно хартија од вредност во стейкинг, верувам дека истото ќе проба да го направи и со Ethereum. Така да, моментот кога ќе настапи Шангај хардфоркот, ќе видиме што ќе се случи, но верувам дека е голема веројатноста SEC во склоп на оваа Chokepoint 2.0 да го нападне потенцијално и Ethereum. Не можам да знам дали тоа ќе биде така, но со оглед на фактот дека уште еднаш ќе напоменам, значи SEC во моментот кога беше реализирањето на мерџот, односно кога POW, значи Ethereum преминуваше од Proof of Work во Proof of Stake, веќе изјави дека сите стейкинг блокчейни представуваат securities. Повторно, значи тоа е дел од оваа очигледно акција која што моментално се води кон против целиот криптосектор. Да не го заборавиме и овој дел. Значи јас се обидов да се сетам на сите големи работи кои што може да бидат проблем во оваа ситуација. Значи сеќавате, јас ви кажав дека потенцијален биткоин ETF од страна на Grayscale ќе биде еден од главните двигатели кои што јас очекувам да го забрза следниот bull market. Моментално Grayscale е исто така во судски случај со SEC, каде што моментално Grayscale го тужи SEC дека дозволил futures ETF на биткоин, но не дозволува spot ETF на биткоин. Нема да навлегуваме во објаснување што истото представува, затоа што ово веќе го имаме објаснето. На нашиот канал може да најдете само запишете ETF, односно ETF, и ќе испадне видеото во кое што објаснуваме точно што представува ETF. На кратко, ETF ни представува фактички тргување на биткоин, но разликата е во тоа што значи биткоин не може да биде тргуван на берза затоа што се уште не е легален во Америка. Но може да биде тргуван како фьючерс, односно тоа представува тргување на цената на биткоин. Значи не е директно биткоин, туку само неговата цена. Вие фактички тргувате да речем хартија од вредност која што има замена на цената на биткоин во моментот, додека спот ETF ќе биде момент каде што директно ќе може да се користи биткоин за тргување на берза,
што се обидува Grayscale, поседуван од, нели, знаете и сами, од DCG, да го спроведе, со тоа што поради ваквото неспроведување, моментално Grayscale е во огромни загуби на својот GBTC фонд и моментално го тужи SEC за тоа да го дозволи, но да не заборавиме ваквото забранување постојано за официализирање на спот ETF на биткоин е една од главните причини поради кои што не успеавме да добиеме оној ран до 100.000 кој што очекувавме во претходниот bull market, а дополнително ја запира адаптацијата на крипто во економската сфера. И уште еднаш да не заборавиме, значи знаете и сами дека Америка како една од најголемите економии, за жал веќе не е прва или за среќа, е онаа која што многу земји ја следат. Односно, доколку Америка дозволи биткоин, спот ETF, верувате ми, многу по-лесно ќе почне да се прави истото тоа и во други помали земји кои што ја следат ова како и да е. Така да тоа ќе биде на некој начин улеснување за многу земји конечно да почнат целосно да го прифаќаат биткоин, можеби некако директно средство за уплата, но барем да го прифатат како средство кое што има капитална вредност и кое што може да биде тргувано на традиционалните берзи. Така да и ова е уште еден удар кој што SEC го задава фактички на криптосекторот за тоа што не дозволува спот ETF. Сега, иако можеби GBTC не е некоја најголема ситуација која што треба да не засега во моментов, верувате ми, позитивна одлука на суд во оваа ситуација би бил голем катализатор на средниот bull market, но мораме да останеме да видиме колку тоа ќе трае, со оглед на фактот дека значи Ripple моментално трае 2 години, но да не забораваме дека DCG е директно поседувана од банки во Америка, така да верувам дека побрзо ќе оди се до тоа, со оглед на фактот дека има многу поголемо лоби за разлика од Ripple. Значи Ripple иако е голема корпорација, истата е поседувана од страна на јапонски банки, не од страна на американски банки, така да логично е дека нема да има толку големо лоби како што има моментално DCG. Сега, главниот момент кој што до сега ни фалеше, а кој што сега моментално конечно се применува и тоа многу се применува, е како Chokepoint се обидува да ги уништи овие бизниси. Односно, ова беше во првиот од 2013-2017 година, каде што и беше главната причина со која што моментално се пренесе целото, да речем, stablecoin, како што беше ситуацијата со USDT Tether. Значи, истата компанија беше отворена надвор од американските држави поради ваквиот страф од crackdown и недозволување на банкарски услуги. Сега во овој втор дел од видеото би сакал да напоменам дека банкарските услуги кои што моментално се запираат за криптосекторот имаат на некој начин два аспекта. Едниот е каде што директно ги напаѓаат банките кои што работат со стейблкоини, односно помагање на стейблкоини, а другиот каде што ги напаѓаат директно банките кои што работат со менувачниците. Односно, знаете и сами дека во оваа ситуација главниот инструмент на Chokepoint операцијата, ако сте огледали нашето видео за Chokepoint 2.0, ако не, ќе го ставиме во предлог на крајот од видеото, за да може полесно да го најдете, или пак може да го најдете на нашата страна многу едноставно. Со тоа што, на нашиот YouTube канал, се извинувам. Со тоа што, ако се сеќавате, веќе напоменавме дека моментално SEC, значи како и секогаш, SEC де е SEC, го нападна Paxos поради тоа што нели минта BUSD по кодошење од страна на Circle. Објаснивме дека ова е уствари онаа ситуација во која што се обидуваат да го бутнат Circle да биде конечно главната и единствена стейблкоин валута, која што како таква на некој начин ги даде целосна контрола на пазарот на крипто на Америка во однос на USD, нели, тргуваните парови. Затоа што ако вие поседувате единствената крипто стейблкоин валута, а другите на некој начин ги елиминирате, вие автоматски сте една половина од криптосекторот, затоа што знаете и сами дека без стейблкоин вие немате трейдинг, така. Со тоа што моментално е и Paxos самиот по себе најавува дека е целосно спремен за тужба од страна на SEC која што се очекува во било кое време поради минтањето на BUSD, кое што моментално е прекинато. Објаснивме дека имаме огромен пад на BUSD кој што моментално се сли директно, целиот овој капитал се пренамени во Circle, што и беше уствари идејата да се намали моќноста на BUSD и Binance преку тоа и тоа да се пресели во USDC. Сега,
Да не забораваме каде е оној слон во собата во однос со стейблкоини, а тоа е потенцијално напад на SEC врз Тетер, каде што веќе разговаравме дека откриени се неколку финансиски организации, односно банки, не се само организации, кои што соработуваат со Тетер и кои што поседуваат или барем се кастади моментално на голем дел од оние билиони кои што ги има моментално Тетер во долари и долг на Америка, со цел да може да изминта USDT, со тоа што моментално веќе неколку пати го напоменавме, овој пати го напоменем уште еднаш. Значи, гледате, сега најнаш испаѓаат такви репорти од страна на DOJ, DOJ или Department of Justice или Министерство за правда, затоа ги кажувам DOJ и SEC, за да не ги кажуваме со долги имиња. Значи, сега моментално се окривува USDT и Tether дека го користат Венецуела, Русија, Иран, сите го користат за избегнување на санкции. И дополнително да не заборавиме дека исто така беше обвинен пред само неколку дена Tether дека користел да некој начин фалсификувани документи со цел да можат да во текот на првиот Choke Point 2.0 околу 2013-2014 година, затоа што не му биле дозволувани банкарски услуги, со цел да може да ги отвори користеле фалсификувани документи. Така да ова е една од главните моменти кои што може да се случи следно, а тоа е потенцијален напад на Tether од страна на SEC или на DOJ поради ваквите фейк вести, како и да е. Значи, сите знаеме дека тоа го прави во однос на Русија, Венецуела и Иран, но не може вие да запрете индивидуи да ги користат овие ваши услуги, затоа што на крајот од денот, тоа е поентата на крипто. Значи, поентата на крипто е уствари да нема граници. Но нормално тоа не одговара на Америка, со оглед на фактот дека само ако успее да докаже дека било кој од овие санкционирани, да речем, лица од Америка, Русија, од Русија, Иран или Венецуела ги користи овие услуги, може директно да оди после Тетер, а доколку тргне против Тетер, автоматски овие средства кои што моментално Тетер ги чува во финансиски институции на територија на Америка може да бидат замрзнати. Што веднаш ќе предизвика бенкран, затоа што никој не сака да чува средства во компанија, односно во случајов да бидат изминтани вашите USDT, во компанија во која што да речем поголем дел од замислете капот кој што го има на банкарски сметки е замрзнат. Значи на тој начин фактички вие немате директен како да кажам, директна слобода во користење на вашите USDT. Поради ваква причина може да се случи голем бенкран на стейблкоините, се со цел да се дојде до ситуација каде што конечно ќе се оствари онаа цел да се даде целата моќ на стейблкоини на Circle. И да не заборавиме, ова е најголемиот дел за кој што денеска треба да разговараме, кој што е на некој начин нов. Јас само неколку пати го спомнав претходно, но сега моментално ќе разговараме за неговата суштина, затоа што направив малку поголемо истражување со цел да видам што се случува, за да можам сето ова да ви го долог. Значи, првиот момент, односно се ловат сите оние банки кои што помагаат во стейблкоин минтање, затоа и се напоменува дека ваквите финансиски институции кои што му помагаат на Tether ќе бидат директно казнети и замрзнати овие средства доколку се тргне против Tether. Втората ситуација која е? Тоа е да се елиминираат, односно да се запрат оние банки кои што моментално соработуваат со крипто сектор. Знаете и сами дека тоа не се многу. Односно ја направи соодветно истражување за да видам точно за колку станува збор. Значи во Америка во овој период постојат 3 банки кои што соработуваат со криптофирми, другите не нудат никаков тип на услуги за крипто. Сега зборуваме за криптоменувачници, затоа што на некој начин ако вие им ја одземете на криптоменувачниците единствената конекција до доларите, на тој начин ги изгладнувате од оно што им е многу потребно, а тоа е оној трансфер на капитал, односно on и off ramps. Сега, да објасниме како тоа досега се правеше и каде е овдека моментално проблемот. Значи, се сеќавате што кажавме за операцијата Choke Point, така, дека директно се врши притисок, значи ја гледате истражување, што и да е, врз овие банки, кога има причина за тоа нормално, во случајов причината они сами си ја добија, значи Бушавиов, да не заборавиме, со тоа што прва нормално беше намета Silvergate, а втора Signature. Значи тоа се две од трите банки кои што нудат on и off ramp за сите менувачници во Америка, со тоа што има уште една, која што се нарекува Maryland, само Metropolitan, се извинувам, не Maryland, само да најдам каде беше точно, се извинувам.
Метрополитен комерцијална банка, значи тоа беше третата. Со тоа што овие првите две се директно поврзани со целата оваа ситуација со FTX, затоа и се под напад, но само да елиминираме третата, односно да ви покажеме дека моментално на почетокот на 2023 година, значи ако го прочитате ова ќе погледнете, значи крајот на 2022, почетокот на 2023 година, значи најавува дека ќе ги елиминира оние услуги кои што ги нуди на криптосекторот, со оглед на фактот дека она беше банката која што му помагаше на Voyager во сопствената работа. Знаете како Voyager заврши, така да после оваа ситуација, значи Метрополитен комерцијалната банка ги елиминира услугите кои што ги нуди на крипто играчите, така да во оваа ситуација од 3 остануваат само 2 банки на цела територија на Америка кои што нудат услуги за криптоновчици. Сега, значи она е тоа што јас ви го кажам, ако се сеќавате првиот пат кога разговаравме за Silvergate, јас што ви реков? Значи тоа е само една банка, јас верувам дека сите овие минувачици имаат доста опции во оваа ситуација, но не направив соодветно истражување за да можам да кажам колку се тие опции. Очигледно не се многу, станува збор за 3, во кои што едната како што рековме веќе е елиминирана, чистата излегла од фактички од оваа ситуација со криптосекторот, каде што ваквата катастрофа со FTX моментално им даде целосно од врзани раце на DOJ, значи Department of Justice, односно Министерството за правда, како и СЕК да одат по овие банки. Односно во оваа ситуација прво е нападната Silvergate, која што е под директно извинете, под директна истрага од страна на Министерството за правда, иако сега јас разбирам дека они работеле со FTX, но вие сте само на некој начин инструмент за размена на средства, односно за транспорт на капитал. Че вие, ја не верувам дека директно Silvergate биле замешани во она што се случува во FTX, иначе верувате ми ќе беше многу поголема целата оваа катастрофа. Како и да е. Значи, тоа е првата ситуација во која што гледаме дека директно, значи она како што е буквално по дефиниција. Значи Department of Justice го напаѓа Silvergate, како и што го нападна, само момент да ја најдем оваа вест, самиот Signature, иако не официјално, ќе погледнеме дека моментално притисокот врз Signature ја има истата цел која што ја прават и моментално на Silvergate. Сега, ваквата нивна поврзаност со FTX е она што моментално им дава за право и за причина на ваквите институции во Америка да направат она што го прават, односно овој притисок да се намали работата на ваквите банки. Еве го и тоа, значи гледате. Значи практично иако нема, иако нема се уште на некој начин никаков тип на реперкусии против Signature, тоа не значи дека моментално не се очекува да има исто така нешто против самиот Signature Bank, затоа што исто така е замешан во ситуацијата со FTX. Значи, Apple по дефиниција тоа што моментално представува, нели, Operation Choke Point. Сега, каде е најголемиот проблем? Од каде потекнува она што моментално го гледаме денес? Тоа потекнува од Silvergate Exchange Network, односно, знаете и сами дека традиционалните пазари работат од понеделник до петок од 9 до 5. Тоа е тоа. За разлика од тоа, криптопазарот работи 24/7. Така, во Америка, не само во Америка, туку во целиот свет, верували или не, јас ова не го знаев. SEN нетворкот, односно Silvergate Exchange Network, е еден и единствен ваков тип на механизам кој што го нуди Silvergate банката на сите своји клиенти за во било кое време да биде on и off ramp за крипто. Односно, во било кое време можат да практично да прават било каков тип на размена помеѓу, нели, во долари нормално, помеѓу менувачиците и капитални играчи и обратно. Значи, од овде потекнува проблемот. Затоа што ваков тип на значи, на некој начин институционална поддршка која што ја нуди Silvergate, ова е на нивната официјална страна, може да видите и сами, е единствено покровител Silvergate. Друга ваква значи, операција не постои во светот. Поради оваа причина моментално доаѓаме до ситуацијата во која што ако немате ваков играч кој што би ги помогнал да бидете on и off ramp, затоа што менувачиците не поседуваат банки да може тоа да го прават сами за себе, вие автоматски имате многу помал, на некој начин, многу помала, како да кажем во оваа ситуација, многу помал простор за игра во целата оваа ситуација. Значи, едноставно, знаете и сами дека
како банка, ако банката ви е ограничена од 9 до 5, вие дури да сакате да ставите пари, ако станува збор за голема, да речем, сума, и ако не работи тоа како традиционално, да речем, ставање и вадење пари од сметка, вие мора тоа да го направите во часовите во кои што банката работи. Поради оваа причина, ваквиот незаменлив механизам на Silvergate Exchange Network е главната причина поради која што падот на оваа банка значи дека многу од менувачиците ќе има многу поограничено на некој начин допир до самиот традиционален сектор, од каде што и ги црпат доларите за да може да имаме размена. Така. Сега, за да погледнете колку голем обем на средства имаме во Silvergate Exchange Network, погледнете го ова. Значи, од 2021 година, каде што и почна самиот bull market, значи, поголемиот дел од фактички, да речем, капиталот кој што е користен како on и off ramp од големите играчи бил буквално преку SEN, односно преку Silvergate Exchange Network. Гледайте, значи 406 билиони за половина година, 381 билион за половина година, втората половина година од 21. 22, 330, 22, втората половина, 229. Дури и во средината на bear market, гледайте колку многу била битна ова значи, мрежа која што ја користеле големите играчи. Сега, за да погледнеме, значи, зошто е тоа битно, гледајте, најголемите менувачици во светот уствари директно ја користеле Silvergate баш поради ова. Баш поради ваквата мрежа која што им дозволува во било кое време да можат да прават on и off ramp на огромен број на да речем капитални средства во случајов долари. Сега, доколку сте следале моментално што се случува, значи после ваквото излагање на Министерството за правда во кое што го напаѓа моментално Silvergate, вие автоматски имате шортинг на нивните хартии од вредност. Значи, нели, секоја банка како и Silvergate нормално има издавано своји хартии од вредност со цел да може да зголеми својата моќ за да прибере повеќе средства, со тоа што во моментот кога ваков тип на вести испаѓаат, нели, дека сте тужени од страна на Министерството за правда или дека против вас се води истрага, автоматски вие имате став на пазарот во кој што дополнително ова се забрзува со поставување на шорт на нивните акции. Значи, ова е втора по големина во последните 2 години шорт, значи втора по големина, по масивност шорт позиции кои што биле поставени на акција после FTX е Silvergate. Значи во оваа ситуација 780 милиони ова зборуваме само за, гледате, значи за многу краток период зборуваме. Значи за само еден ден 780 милиони се во профит, оние кои што поставиле шорт позиции на Silvergate хартиите од вредност во моментот кога се објавуваат вакви негативни вести. И поради ваквите причини вие дополнително го забрзувате падот на оваа банка. Со тоа што Silvergate пред само една недела беше принудена да го затвори овој SEN, односно овој механизам Silvergate Exchange Network, кој што директно предизвика на некој начин овој пат што го гледаме моментално, постепено се случи да дојде до таа ситуација да ваквото недостигот на капитал на менувачиците на 24/7 база директно предизвикува комплетно поинакво работење на самиот пазар. Односно, ако претходно сте имале опција во која што постојано може да користите капитал on и off ramp, сега веќе не може тоа да го направите, мора да чекате утре банката да отвори, или ако е викенд морате понеделник да чекате да дојде, за да можете да направите нешто со вашите средства. И да напоменеме, значи само да напоменеме на многу интересна работа, значи некој од моите, да речем, од гледачите на нашиот канал, ова е причината. Значи, баш буквално го објаснуваат тоа. Значи, пред само една недела, така, значи 3 март, денеска е 10. Пред една недела се уште постоеше SEN, така. Значи, гледајте како изгледа криптопазарот кога имаме ваков тип на големи, да речем, on и off ramps, во која што во било кој време може да поместувате капитал. Гледајте што се случи во моментот кога оние гасат SEN. Гледајте, рамна линија. Никаква ликвидност на пазарот. Никаква ликвидност на пазарот. Ова е тоа што ви го кажувам дека некогаш едноставно една ваква ситуација која што не би можеле да ја предвидите, може да доведе до ово што моментално го гледаме. Значи, YOX представува уствари манипулација на пазарот која што сега знаеме точно што уствари представува, а тоа е моментот кога SEN е исклучен, односно кога престануваат да ја користат оваа услуга и од нормална волатилност на пазарот, каде што имаме нели постојано одлив и прилив на капитал,
имате рамна линија во која што поголемиот дел од играчите нема начин на кој што би можеле да доведат на и од капитал од самиот криптопазар. Ете, тоа е една од нуспојавите кои што моментално ги видовме, сега ми е јасно, но нели во моментот треба да истражите за да видите. И затоа многу е битно да имаме повеќе луѓе, значи цела заедница со цел да можеме да добиеме целосна слика. Иако никој не ми помогна ова, битно е дека многу често се случува некоја заедницата да ми го прати она што мене ми фали во сликата за да можем да ја составам оваа слагалка и да видам што се случува. И нормално официјално дојдовме ситуација во која што Silvergate најавува дека не само што го исклучува Sen, туку и постепено прекинува да работи како банка, односно ги враќа сите депозити кои што се направени во неа и ќе престане да постои, односно ќе се врши ликвидација на истата. Со тоа што нормално овие клиенти негде треба да отидат и тоа го прават веднаш, односно во моментот кога се дознае дека Sen е исклучен, поголем дел од овие играчи веќе бараат своја алтернатива, со тоа што Метрополитен банката, како што кажеме, веќе не нуди крипто услуги. Единствена опција која што им останува на територија на Америка е Signature Bank, односно втората која што соработувала со FTX, која што исто така е на некој начин под потенцијален притисок дека може да се случи истрага и за неа, но во случајов како што можеме да видиме, значи Signature е онаа која што највеќе ќе добие од ваквиот пат на Silvergate, односно поголемиот дел од овие партнери некаде мора да отидат, потребни им се услуги, нормално ќе отидат на Signature, затоа што е единствената банка во Америка која што моментално ви нуди on-off ramps за крипто. Но, и овдека не престанува. Се сеќавате кога, значи, еве сега многу појаси стануваат работите. Signature е уствари таа банка што му забрани на Binance да прави помали од 100.000 трансакции. Односно во оваа ситуација, значи, многу голем број на играчи ќе бидат елиминирани за on-off ramps доколку прават трансакции помали од 100.000. А да бидеме реални, поголемиот дел од оние кои што тргуваат моментално на крипто прават трансакции помали од 100.000. Едноставно немате вие 100.000 да направите за една трансакција. Така, дури ако имате, нема тоа да го направите во еден замав, така. Значи на тој начин се елиминира огромен број од оние потенцијални корисници на ваквите услуги, а сега не е јасно кој и зошто. Значи на тој начин фактички се повеќе и повеќе се лимитира изложувањето на Signature банката на крипто секторот. И уште еден пример за тоа, Kraken моментално почнува да бара други партнери надвор од Америка очигледно, откако Signature, значи ја става оваа $100.000 блокада на сите оние кои што сакаат да направат трансакции помали од 100.000. Така да гледате дека овдека преминуваме на позитивниот дел од ова видео. Значи до сега ова беше само фан, значи црнила, гледате, се е негативно. Значи имате еден куп сектори во кои што во исто време имате координиран напад од страна на Fed, од страна на SEC, од страна на DOJ. Односно уште еднаш само да сумираме. Fed го напаѓа целиот сектор на економија со тоа што и понатаму продолжува со rate hikes. SEC напаѓа менувачници поради нивниот стейкинг, проекти поради нивниот стейкинг. Моментално имате напад врз банките кои што прават било каков тип на услуги за криптосекторот, од тоа што прво ги напаѓате оние кои што помагаат во стейблкоините, преку нападот на Paxos и потенцијален напад на Tether, и последно и најбитно напад директно на банките кои што даваат on-off ramps на менувачници, а тоа е во ситуација, значи резултатот е пад на Silvergate Bank и следно ние Signature, која што моментално поради тоа што има висок притисок врз неа, значи ги намалува се повеќе и повеќе незините изложување кон криптосекторот. И да не забораваме, веќе постојат банки како што е Метрополитен банката која што престана да дава ваков тип на услуги. Така да вие на некој начин го затварате целиот банкарски сектор во Америка за соработка со криптосекторот. А вака или така се уште постои ситуација во која што најголемиот дел од капиталот во криптосекторот е во оваа земја. Сега, што се случува во светот? Затоа што, како што кажавме, не е Америка светот. Америка е само една земја која што за жал се уште е доста битна во светот, но тоа верувам дека постепено ќе се промени. Односно, BCB представува група за финансиски да речем трансакции или финансиски услуги во Обединетото кралство, која што моментално работи активно на прво. Гледате, значи буквално се повеќе и повеќе создава нови видови на трговија, финансиски услуги кои што ќе ви возможат трговија во долари, а второ, моментално се повеќе и повеќе се припрема да направи своја
сен, односно да направи ваков тип на посебна мрежа како што е таа на Silvergate, која што ќе нуди на сите криптоменувачници и да речем крипто играчи да можат 24/7 да имаат они оф-рамп. Проблемот во целата ситуација е што најбрзо што може ова да биде овозможено, според оваа статија и според сите податоци кои што успеав да ги соберам, ќе биде во втората половина од 2023 година, што на некој начин буквално се совпаѓа со она што ние го разговараме. Отварање на Кина 1 јуни во Хонг Конг, ако нели понатаму остане тоа, имате една година пред самиот халвинг, која што најчесто е уствари досега во 3 бул маркети нагоре движење на крипто секторот, и на некој начин веруваме дека до тогаш и дедово, овдека што гледате, постепено ќе почне да намалува со негативната политика кон крипто секторот, така да ова буквално се совпаѓа во она што постојано кажуваме дека се уште сме на некој начин рано за бул маркет, но тоа не го менува фактот дека втората половина од 2023 година може се тоа да го смени, доколку почнат да доаѓаат ваков тип на позитивни информации, како што е на пример дека која и да е оваа BCB група конечно ќе успее да направи втор ваков тип на мрежа која што ќе дозволува 24/7 on и off ramp за сите крипто играчи. Тоа е она што ви го кажувам постојано, значи се што е негативно за Америка е позитивно за светот. Ако се затвори не една страна ваков тип на опции, ќе се отвори на некоја друга, затоа што крипто секторот е глобален. Крипто секторот не е селска работа од типот една компанија и тоа е тоа, туку крипто секторот е целиот свет. Доколку се случи да имате затварање на крипто опциите кои што ви се, да речем, можни во Америка, нормално тоа ќе се случи низ целиот останат свет. Како што не случајно, пак ќе напоменам, не случајно на 20 февруари, значи добивме информација од кои што банките во Европа бараат забрзано донесување на регулатива со која што ќе им се дозволи соработка со крипто секторот, односно претпоставувам тоа би било првенствено крипто менувачниците, каде што нормално ваквиот закон, затоа што гледаме дека се повеќе Америка се затвара за крипто, а се повеќе се отвара Европа, пример, како да речем најблизок партнер на Америка, кој што верувам дека поголемиот дел од овие, да речем, како да кажем, настрадани играчи ќе ги превземе во моментот кога, како што може да видите и сами, прво имате Мика, која што треба да биде во, како што кажа, првата половина од 2023 година конечно реализирана, односно она целосно легализирање на крипто проекти кои што да речем ако се легални во една земја во Европската унија ќе бидат легални сегде, а второ имате и ваков тип на регулатива со која што ќе треба да се регулира целиот банкарски сектор и да му се даде можност да соработува со крипто сектор. Значи, гледате, се што е негативно за Америка е позитивно за светот, затоа што се отвараат можности во кои што ќе имаме трансфер на ваквиот капитал и капитални проекти од едната на другата страна, со тоа што овие моментално ги затвараат своите опции, овие моментално ги отвараат. Но, ваквиот трансфер на капитал е потребно време да се случи, така да во оваа ситуација не можеме да очекуваме тоа ќе биде преку ног, затоа и веруваме дека и понатаму ќе имаме негативни појави на пазарот, со тоа што да напоменеме уште еднаш дека ова не е директно поврзано со доларот, гледаме дека од моментот кога го направи она што го направи Джером Пауел, имавме памп, но моментално се наоѓаме точно на овој локален врв овде. Сакам да напоменам дека претходните 2 дена директно ваквото за затварање постепено на Silvergate е причината поради кој што имаме пад на пазарот и пад на биткоин под 20.000, односно сакаме само да напоменеме дека не е причина DXY, односно доларот. И вчера нормално со оглед на фактот дека многу од овие луѓе успеа да ги добијат овие вести, значи успешно направија шорт позиции како што можам да видам и успеа да ликвидираат повеќе од 248 милиони лонг позиции. Значи, верувам дека ова е повторно предизвикано со тоа што знае што ќе се случи во ваков тип на паника на пазарот и, како што можеме да видиме, последен пат ова се случи на 9 февруари, кој што соодветствува со, само да ви покажам, овој пат овде е 9 февруари, само подобро овде да ви го покажам тоа, значи, ова е 9 февруари, во кој што имаме ваков масивен пат. Сега моментално тоа се случува, значи од вчерашниот ден и денеска и се уште продолжува 66 милиони ликвидирани лонг позиции. Значи се уште луѓе се обидуваат да постават лонг позиции, наместо да си купат спот и да си нели имаат како што треба, они понатаму продолжуваат леверидж да користат и како они користат леверидж, така цената на биткоин понатаму паѓа. Сега
крајниот дел од ова видео е да погледнеме како се тоа моментално се одрази на криптосекторот и да видиме што понатаму. Значи, пред да направиме анализа, би сакал само да го поменам ова. Значи, како што можеме да видиме во оваа ситуација, конечно имаме нормално ресетирање на Fear and Greed индексот, каде што до вчера беше 50, денеска е 34, извинете, 44 било вчера, се извинувам. Значи, добро, 50 беше последен пат кога го направивме ово во средата. И конечно имаме ресетирање и на традиционалните пазари. Како што кажеме, без вакво ресетирање не можеме да очекуваме следно движење на пазарот нагоре. Сега, да видиме моментално каде се наоѓаме. Значи, доколку погледнеме каде моментално е самиот криптосектор, гледаме дека конечно се наоѓаме на онаа 20.000 зона во која што досега гледате. Значи, целиот овој крај на bear маркетот се наоѓаше негде околу оваа 20.000 зона. Така да гледаме дека ова е многу јак левел кој што претходно представуваше фактички врвот на bull маркетот за 2017 година и гледаме дека се уште успеа ваму да биде задржана цената во текот на целиот овој период. Затоа и ви реков дека 20.000 според мене представува една од најбитните зони кои што ќе треба да ги задржиме. Дури и тоа да не се случи, под нас, значи уште еднаш да напоменеме, имаме 300 неделната средна вредност која што гледате овде ке беше ретестирана, успешно скршена, моментално можеби овој ретест не е лоша и таа, негде околу 19.000, како и да речем последна ситуација би било буквално ова е финалниот колапс од Terra Luna, кој што моментално се кореспондира со оваа тренд линија која што ја имаме уште од последниот памп во 2017 година. Оние кои што следат нашиот канал знаат за што зборуваме, че ова е последниот памп во 2017 година во кој што се доведува цената до 20.000. Потоа имаме две последователни корекции кои што ги имаме во текот на bear маркетот, самото дно во 2016, COVID ситуацијата до 2019, за моментално да имаме и корекција на овој bear маркет точно до оваа тренд линија која што можеби ќе се повтори. Останува да видиме. Сега во оваа ситуација разговараме за значи worst case сценарио. Значи не заборавајте дека многу фат има на пазарот и како што кажавме и сами, значи на почетокот очигледно не можеме да го очекуваме ова затоа што се уште немаше ваков тип на идеја за choke point 2.0. Фед разговараше за нешто сосема друго, моментално го промени целиот нивни план. Значи поради овие причини затоа ви кажувам, економијата е жива наука. Не може да направите една анализа да очекувате дека истата ќе трае постојано. Значи работите се менуваат, имате нови да речам нови моменти на пазарот кои што мора да ги запазите и поради оваа причина нормално е дека ќе мора да се прилагодите на оно што моментално го гледате. Сега, доколку го земеме оваа корекција моментално, од практично затоа што дека имаме скок па корекција втора, повторуваме следен бран, значи во овој последен бран можеме да видиме дека моментално се наоѓаме на 61,8% од Fibonacci секвенцата од последниот памп, што е golden ratio каде што најчесто се случува корекција во обратна насока. Значи во најголемиот дел од Fibonacci секвенцата од сите овие левели, тоа највеќе се случува на 61,8. Со тоа што, уште еднаш ќе напоменам, значи се наоѓаме на долната граница на bull market support бендот, заедно со 20.000 психолошката бариера, која што досега е доста да речем пати успеавме да ја задржиме. И моментално да не забораваме, под нас имаме 300 неделна средна вредност и оваа тренд линија која што досега не беше скршена, заедно со конечната капитулација после самиот Terra Luna колапс. Со тоа што во оваа ситуација, значи ќе напоменам уште еднаш, имаме доста нивоа под нас кои што треба да задржат цената, а оние кои што моментално го гледаат ова знаат и сами дека ова е на некој начин втора шанса да купите на пониско ниво. Ние се уште нема да ги алоцираме нашите 10% со цел да видиме дали и понатаму ќе можеби се случи некој друг тип на фат кој што дополнително ќе го забрза се тоа, затоа што кажеме дека има се уште потенцијални случувања кои што може да го забрзаат овој пат, како што рековме. Евентуално напад на Tether, евентуално напад на Ethereum, можеби потенцијален напад на Coinbase. Значи сите овие работи на некој начин дополнително може да го забрзаат овој пат, затоа нема да брзаме, тоа се последните 10% кои што ги имаме на нашето stablecoin портфолио и ги чуваме за вакви ситуации во кои што едноставно не може да предвидите на пазарот што би се случило и може да дојде до ваков тип на ликвидација која што не може да ја предвидите. Генерално можеме да видиме дека сега, значи овдека дури искрено не гледам причина зашто би продолжиле да анализираме на оваа да речем на овој чарт, затоа што ова е некако многу подетален,
а во ситуацијава имаме free fall, како што може видите сами. Една од битните работи кои што можеме да заклучиме е дека моментално се ногаме комплетно надвор од bull market, од Bollinger Bandот. Значи тоа е една од работите кои што мислам дека треба да се сменат наскоро, затоа што знаете и сами дека никогаш не успева волку долго и волку многу да се задржи надвор цената, еве прост пример. Значи кога се наоѓа надвор, нормално е дека после одредено време истата ќе почне да се враќа назад во Bollinger Bandот, така да и во оваа ситуација очекувам стабилизирање на цената, затоа што гледате, че е прост пример. Моментално на дневно ниво гледате каде се наоѓаме, за да видите зашто уствари сакам да кажам. Прво рековме, го имаме ова, значи ваквиот врв кој што го постигнавме овде, очигледно, после тоа очекувавме корекција. Може би не волку голема, но очекувавме корекција. Ја имаме ова bearish divergence, каде што имавме, значи, MACD со врв и понизок врв, а во оваа ситуација имаме биткоин со врв и повисок врв. Значи во оваа ситуација кога имаме ваков тип на обратно поставени индикатори, очекуваме bearish divergence, која што ја добивме во оваа ситуација. Сега многу битна работа која што сакам да ја напоменам. Да видиме кога последен пат бил волку низок RSI на 27. Значи гледате. На 10 ноември бил толку низок RSI на дневно ниво. Така да видиме што се случувало на 10 ноември, каде што сме добиле ваков тип на низок RSI. Гледате. Ова е конечната капитулација на FTX. Значи се разбирате што сакам да ви кажам. Значи волку низок RSI. Имаме само после ваков тип на масовни капитулации како што е оваа конечна капитулација на FTX. Гледајте што следува после тоа. Иако не можеме да го базираме на еден индикатор, сакам да кажам дека потребно ни беше ресетирање на индикаторите. Значи очено ни беше потребно. Во оваа ситуација да видиме кога последен пат бил волку низок MACD. Значи гледајте. Последен пат MACD бил волку низок на 16 јуни 2022 година. Да погледнеме што се случило. 16 јуни 2022 година е средината на овој bear market, после кој што, гледате, волку низок MACD бил, така. После кој што ние добивме огромен памп до 25.000, ако се кјавате. Значи, од овие 17,5 добивме 25.000 памп. Така да, ова беше негде на почетокот на нашиот канал, кај што уште не верував дека ќе одиме надолу. Значи, гледате, ваков тип на ресетирање на индикаторите кои што моментално ги гледаме. Значи, ова е како последниот колапс на FTX, после кој што добивме нормална корекција, која што моментално заврши пред само месец дена. Ваквиот колапс, значи, последен пат волку длабоко бил MACD во јуни 2022 година, каде што добивме памп до 22.500, до 25.000, се извинувам. Така да ова се на некој начин ресетирање кои што ни се битни за потенцијално движење нагоре во следниот дел од bull маркетот. Затоа ќе напоменам, ваквиот фат, значи, помогна во дополнително ресетирање на и индикаторите и на цената на биткоин, со цел да направиме структура да можеме да се придвижиме нагоре многу посилно во следниот памп. Иако верувам дека ќе биде малку време потребно за следен памп, со оглед на фактот дека имаме само негативни информации на пазарот, тоа не го менува фактот дека постепено ќе дојдеме таму. И уште една работа пред да завршиме со денешната анализа, повеќе ќе разговараме за тоа во следниот пат кога ќе правиме соодветна техничка анализа. Гледаме дека јас очекувам дека ова се два LPS, но очигледно после самиот спринг ова е првиот LPS кој што го добивме, пред да продолжиме нагоре кон пробивање на горниот дел, односно горниот трейдинг рейндж. Така да сакам да кажам дека ова се на некој начин ситуации кои што мора да ги следите со цел да видите што точно моментално се случува и како се тоа изгледа. Значи во оваа ситуација, нели, постепено се појасен станува чартот, со тоа што верувам дека ова ќе биде уствари last point of support, пред да продолжиме нагоре кон повторен ритест на горната граница на трейдинг рейнџот. И уште една работа, исто така да не заборавиме, значи кога го гледаме ова на ниво на макро, во случајов да речеме на неделно ниво, се сеќавате што разговараме. Значи, доколку ова е тренд линија, можно е градење на ваков тип на потенцијална структура, а тоа е рамо, тоа се извинувам, само момент. Значи, практично ова ќе биде првото рамо, затоа што мораме да имаме ритест на горната тренд линија, ова би било глава, за ова да биде фактички второто рамо, кое што потенцијално би можело да формира head and shoulders формација, која што би не донела до кршење на оваа тренд линија од првиот колапс на Тера Луна, кон конечно придвижување нагоре во следниот дел од bull маркетот, но мораме да видиме каде ќе заврши оваа корекција која што моментално ја гледаме. Повторно, некои луѓе веруваат на ретестирање на
најниската вредност во претходниот, значи, сегмент, каде што очекуваме дека тоа е дното на пазарот. Јас искрено тоа не го гледам, со оглед на фактот дека имаме многу пречки, односно многу сапорт левели кои што верувам дека ќе бидат доволно силни да задржат цената на биткоин, но останува да видиме во секој случај, значи мора секогаш да си оставите простор да бидете грешка, затоа што, како што кажав, едноставно постојат работи кои што не можете да ги предвидите во овој пазар, како што ова моментално се случува. Така да, верувам дека сме во момент каде што го правиме вториот дел, односно ова рамо овде, и се надевам дека тоа е така, затоа што тоа би значило дека ваквата формација може да не доведе во многу поволна позиција во следниот дел од бул маркетот, но останува тоа да го видиме заедно. Како и да е, гледате дека сме постојано овде, се обидуваме да информираме за сето оно што се случува на пазарот, се обидуваме да ги сработиме со ова заедно сите овие моменти каде што сме во и позитивен и негативен аспект, но како и да е, поголемиот дел од моментите каде што ние купивме на овој пазар, се уште го прави нашето портфолио многу во позитива, со оглед на фактот дека купивме овде, можеби купивме и овде, но тоа не го менува фактот дека нормално нашиот overall средна вредност на се што сме купиле моментално е многу солидна и дури ако сме малку во негатива со новите коини кои што ги купивме, посебно ISO 20022, тоа не го менува фактот дека на крајот од денот ова е само дно на овој bear market. Ако погледнеме на макро ниво, се наоѓаме во буквално многу мал дел, каде што моментално ствараме нова формација, односно ствараме нова структура на биткоин, кој што понатаму ќе биде соодветна поддршка, посебно оваа тренд линија овде на 25.500, ќе биде многу солидна поддршка за се што понатаму ќе продолжиме да градиме во следниот bull market, затоа што, пак како што кажаме на почетокот, не можеме да се движиме само нагоре, тоа е сосема нездраво, така да ваков тип на структура многу повеќе ќе ни помогне како поддршка во следниот дел од bull маркетот. А уште еднаш ќе напоменам, значи јас не гледам причина зошто би се брзале, со оглед на фактот дека како и секогаш за крај сакам да го покажам ова, а тоа е Bitcoin Halving Countdown, кој што ни покажува дека се уште има повеќе од година до следниот халвинг, односно се уште имаме простор за да купиме, простор за да се едуцираме и простор да се припремиме следниот bull маркет. Како и секогаш знам дека ова видео е доста негативно, тоа не е фактот дека мораме да гледаме и позитивни страни во оваа негатива, односно децентрализација на пазарот и бегање на криптокапиталот од Америка кон другите крипто-френдли регулативи и држави, што нас може на долг рок да ни биде многу позитивно. И уште еднаш ќе напоменам, верувате ми, многу е подобро ова да се случи сега во најголемиот дел од bear маркет, односно во самото дно, отколку тоа да се случи на средината на следниот bull маркет. Односно, верувате ми, многу помал демидж, многу помала штета би била сега моментално ова што го гледаме на самиот пазар, затоа што се уште се наоѓаме во неговиот почеток, отколку тоа да се случи кога ќе земеме залет пред самиот халвинг или после самиот халвинг. Така да јас, ако ме прашувате, мислам дека ова е сосема позитивно што се случува, иако можеби не очекував толку голем ресет на самиот пазар, тоа не го менува фактот дека ни дава повторна шанса да купиме уште нешто на овие ниски вредности и ќе почекаме да видиме како пазарот ќе се одвива понатаму пред да донесеме конечна одлука кога и што да купиме. Така да ви благодарам уште еднаш, како и секогаш, се надевам дека ќе останете и понатаму со нашиот канал. Во текот на утрешниот ден спремаме вести за вас. И во меѓувреме, како и секогаш, доколку ви се допаѓа оваа содржина која што ја гледате на нашиот канал, препорачајте ја. Верувам дека има многу луѓе кои што ќе сакаат да научат и да на некој начин се припремат самите себе си за следниот bull маркет. Така да имајте добар ден, ви благодарам уште еднаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто.